Течат последните подготовки за фестивалот од Адо Штип. Се работи за фестивал на хип-хоп музика и урбани култури, со почеток во 14 часот на 25 мај сабота. Фестивал, чии втора година поред е организатор и домаќин Дом на млади Штип. Се очекува минатогодишната бројка од 1000 посетители оваа година да се надмине. Настан на хип-хоп музика која е препознатлив по пишувањето поезија и ритам и рима. Со по првото успешно издание, лани каде имавме над 1000 посетители, продолжуваме со исто темпо и оваа година. Поканивме многу гости. Главните гости ќе ни бидат за Даголот од Скопје и Смоќе Марделјано од Белград, која е мислам дека моментално една од најголемите хип-хоп звезди на Балкан. Имаме премиера на монодрамата која е во изведба на Ане Блажовски, во режија на Дамјан Читкушев. Тоа е сонот на смешниот човек од Достоевски, тоа е краток расказ и ги поканувам сите заинтересирани кои би сакале да гледаат една одлична монодрама да дојдат во Дом на млади. На овој фестивал публиката ќе има можност да му се придружи на диџејот, каде тој ќе пушта музика на така наречен отворен микрофон. Значи на овој фестивал се надевам дека ќе успееме да имаме најава за отворен микрофон, што значи диџеј ќе пушта музика и тие што ќе сакаат да настапат ќе имаат слобода да го сторат тоа. Фестивалот лани беше отворен од детенце на возраст од 9 години. Се планира и оваа година истото детенце да го отвори фестивалот, се со цел да представува мотив за сите останати да продолжат да работат. Лани го отвори едно детенце од 9 години, МС Јан. Оваа година се надевам дека ќе има своја точка како фристайл артист. Оваа година повторно ќе го отвори фестивалот, што е сепак мотив за сите останати да продолжат да работат. Тоа е една традиција која трае неколку години наназад, бидејќи на времето кога постоел фестивалот Штип-хоп, се случувале такви настапи. Директорот посочи дека интересот за ваков вид на настан се повеќе го зголемува интересот кај младите, со што очекува да го посетат гости од државата и надвор од неа, и фестивалот да стане традиција кој ќе се одржува и во иднина.